Благодарам, председателя. Почитуван заменик министър, почитувани колеги, почитувана македонска явност. Овој амандман го поднесуваме веќе неколку пати и претходно во сите наврати беше потврдувано дека истиот ќе биде ставен во програма, истиот ќе се отпочне, ќе се изготви физибилити студија, ќе се направи проект и ќе се отпочне со неговата имплементација. Меѓутоа, за да бидеме малку појасно, станува збор за експресен пат кој што е ветен уште во 2016 година, но се работи за пат кој што треба да ги поврзе граничниот премин со Струмица. Станува збор за пат кој што според извештајот на јавното претпријатие за државни патишта е еден од најфреквентните патишта во Република Македонија. Имено во 2019 година бил 8 фреквентен пат по фреквенција, односно по просечен годишен дневен сообраќај на возила во 2019 година според официјални податоци од јавното претпријатие за државни патишта дневно поминувале 12.297 возила. Тоа е огромна бројка на возила, а истиот пат нешто не е на ниво на автопат, ниту на експресен пат, е во многу лоша и незавидна состојба. Дополнително на тоа, тргнувајќи од Струмица преку населено место Даг, поминува низ општински центар на општина Босилово, поминува низ населено место Турново, Секирник, поминува низ општина Новосело, низ населено место општина Новосело, до поминување низ Ново Коњарево до граничниот премин. Односно, поминува низ многу населени места и два општински центри, ако ја земеме и Струмица, 3 општински центри. Ова го потенцирам не случајно, бидејќи за истиот пат, повторно од податоците на јавното претпријатие за државни патишта, за 2021 година, за просечен годишен дневен сообраќај на истата дневница, во 2021 година имаме 10.302 возила на ден во просек. Тоа е огромен број на возила. Безбедноста на граѓаните на овие населени места е грозена и за жал, потенцирам, за жал сведоци сме секоја година на немили настани на овој патен правец низ овие населени места, бидејќи непосредно покрај самите улици, тука и патиштата и улици кои што се приклучуваат кон овој пат, имаме непосредно и училишта, и деца, и за жал секогаш имаме немили настани. Затоа важноста на овој експресен пат е од исклучително значење и за економскиот развој на овој регион, но најпрво поради безбедноста која треба да се создаде на оваа делница. Потенцирав, поминува низ 2 општински центри и повеќе населени места. Овие податоци, кои што самото јавно претпријатие за државни патишта ги потенцира и ги дава статистички, дека секогаш, секоја година овој патен правец е во првите 10 најфреквентни делници во државата. А немаме соодветни услови за движење на возилата, за толков број на возила на оваа делница. Последните реконструкции кои што беа направени, да не потенцираме дека уште со самото асфалтирање беа направени со дупки. Затоа, знаејќи го ова, вие потенциравте дека се одвоени средства за физибилити студија за експресниот пат. Меѓутоа, во 2019 година, тогашниот директор, кој што потекнува од Струмица, најави дека ќе се прави експресен пат од граничен премин Новосело преку заобиколница од Струмица до Смоквица до Гевгелија. 3,5 години ниту проект сме виделе, ниту имаме некоја конкретна активност за да истата се презентира пред граѓаните, а епа да почнат со имплементација на овој проект. И затоа овие средства кои што ги потенциравте дека биле одвоени во 2021 година, претпоставувам, ја прочитавте програмата вкупно за сите патишта кај што ќе проектира јавното претпријатие, сумата од 374 милиони,
станува збор единствено за ова патно решение. Но до ден денес немаме ништо конкретно превземено, а ова ви потенцирам е во најава од 2016 година, а во 2019 е пристапено кон надополнување на претходно предвиденото патно решение експресен пат до Смоквица, односно до Гевгелија. Затоа и во претходните буџети и ребаланси повикувавме да се одделат. Затоа сме свесни дека станува збор за крупен проект. Затоа предвидуваме 200 милиони денари за отпушување на прва фаза во однос на реализација на овој проект. И истиот да биде внесен во наредните буџети сукцесивно согласно динамиката на изведување за да се отпочне со реализација на овој проект. Меѓутоа, досега немаме никаква активност за отпочнување, а со тоа секојдневно се изложени на ризик овие граѓани, нивните најмили и секогаш се под знак прашалник животите на овие луѓе. Бидејќи, ви кажав, ова патна делница не е ниту на рамниште на магистрален пат соодветен, а не да станува збор за автопатско решение, иако е една од најфреквентните делници во Република Македонија. Конкретно, не станува збор за некоја сума на средства, која што ја бараме огромна, бидејќи, потенцирав, предвидуваме за повеќекратно, низ повеќе буџети да се реализира ова делница. И затоа предвидовме 200 милиони денари. Меѓутоа, ова можеме слободно, почитуван заменик министер, овде сте, претходно не одговорија, овие средства да бидат скратени, односно да бидат отстранети од ставката на извршни исправи, за каде што никаде и од никого не добивме одговор каде и кој овие средства ќе ги троши, бидејќи имавме енормно зголемување од 2,5 милиони евра на 20,3 милиони евра по основ на извршни исправи. И на прашање на министерот и на другите релевантни луѓе не дојдовме до одговор, а од овде можеме слободно да потенцираме дека околу 3 милиони или 4 милиони евра за отпочнување слободно можат да се алоцираат од една ставка на друга. Не станува збор за огромна сума на пари, кога станува збор за буџет на Република Македонија, тука средствата кои што ги бараме да бидат алоцирани, а со тоа, верувајте, со самото отпочнување ќе се воспостави динамика на реализација на овој проект. Ќе се заштитат и граѓаните, ќе се унапреди целокупно и целокупниот регион и економски ќе закрепне повеќе, односно ќе имаме повеќекратни бенефити од ова патна делница, а исто така, ова впрочем беше секоја година најавувано дека секоја наредна ќе се отпочне и дополнително само добиваме информации дека истата се надоградува, истата се изготвува физибилити студија, па потоа добивме одговори дека најпрво било ветено дека ќе имаме експресен пат единствено од Струмица до Дабиле, понатаму ќе се продолжи со проектна документација за останатиот дел од делницата, но ништо не е превземено со конкретни активности и да имаме во ситуација да граѓаните поверуваат на оваа активност и да можеме да ја реализираме. Затоа, уште еднаш ве повикувам, заедно со парламентарното мнозинство и колегите, да пристапиме кон освојување на овој амандман, за да може дополнително да се предвидат овие средства во овој ребаланс, а наредните фази од самото ова предлог решение да се внесат и да се планираат во буџетот за 2023 година, соодветно согласно сумите и проектите, бидејќи потенциравте дека имате соодветно определени средства за изготвување на физибилити студија и проект каде што во детали и конкретно ќе се знае самата сума на целокупната инвестиција за овој проект. Затоа уште еднаш ве повикувам, ако можете да се надминеме заедно, да го изгласаме овој амандман и да пристапиме кон реализација на истиот. Ви благодарам. Ви благодарам.